Јачменот ги разочара, а пченицата ги уништи земјоделците од истокот. Приносите кај лебното жито намалени до 70%. Сушата си го зеде своето, па годинава вреки се полнат едва и третина од лани. Исто како и јачменот, дури со нијанса и полош. Така да негде 1500 кила по хектар, 1200, некои со 500 кила, недобро. Третина од ланската година, значи на некои места и четвртина, што не е добро. Кај некои производители на жито родот бил многу мал, а кај некои воопшто и немало, односно претрпеле штети кои ги чувствуваат со години. Ја имаше пшеница коле 8 хектара, 4 хектара ожна, 4 остави нежнани. Зошто? Па нема што да жнево не пораснаеше тоа, сушата уништи се. Тоа е, што друго, катастрофа овај година. Штети големи за годин не може да се правиме, и годин да роди 10 тона џабети. Нема, катастрофа е. Во моментов јачмен се откупува по 9, а пченица по 10 денари за килограм. Цена која за земјоделците е понижувачка. Јас си го складира лично дома, ќе чекаме подобра цена. Стари што викат, се што го нема треба да биде скапо, а нас е обратно. Со тоа што има многу увоз. Спасот, голем дел земјоделци од истокот го гледаат во државна помош. Абе и да ни даде, друго е кога ќе го имаш ти приносо. Кога ќе продадеш, па друго е он кога ќе чекаш од нега да ти даде он. Друго е. Па малку ќе се убажат работи, нема да биде толку. Сега зависи колку ќе одреде цена, што ќе биде, како ќе биде. Тоа е, нема, да вика, овај година е катастрофа. Сепак дали и колку пари ќе добијат од државата се уште е неизвестно. Како и да е, родот годинава е уништен, а парите од Министерството само краткотрајно ќе ја решат земјоделската мака.